А во продолжение време и за последниот гостин со кој што ќе ги откриеме тајните на тоа зошто некои луѓе постојано напредуваат, се поставуваат предизвици, истите ги исполнуваат, а некои постојано тапкаат во место, дали е во начинот на размислување, дали е во навиките, дисциплината, можеби талентите или во прашање нешто друго. Ке разговара Суза со својата втора гостинка, магистер Анита Спасовска, која што е НЛП лиценциран едукатор и мотиватор, би рекла слободно, бидејќи на тој начин и ги мотивирате луѓето. Така, ти благодарам. Оли, добро утро официјално и од мене за нашата гостинка, која е втор пат во утринската програма, магистер Анита Спасовска, прв меѓународен сертифициран НЛП практичар по швајцарската асоциација. Ани, имаме многу да говориме, ајде во интерес на времето ќе бидам јас пократка. Започнувате со едни обуки за прв пат вакви на нашиве простори. Денеска во ова информатичко време 21 век имаме толку многу информации, толку многу можности, толку многу избори да направиме, ама сепак многумина од нас се наоѓаме како во некој магепсан круг заглавени во една точка и безнадежно се чувствуваме како да немаме излез. Што ни се случува? Првин добро утро и до двете. Благодарам за поканата и многу ми е драго што пак сум кај вас на гости. Сузе, многу интересно прашање и она што јас некако милувам да го кажувам е да, никогаш досега не сме имале толку достапност до информации, до книги, до литература, до видеа, до не знам што се. Меѓутоа, самата информација по себе не значи дека внесуваме и ново знаење и дека тоа ново знаење ќе го ставиме во активност. Информациите можат да ги видиме, проследиме и ништо со нив да не направиме. Луѓето кои што прават резултати и како што ме најавивте се луѓето кои што тие информации ги процесираат и превземаат активност. Тоа е нешто што според мене сметам дека иако сите сме на иста планета, не сите постигнуваме исти резултати. Да. Некаде тргнува од ова што го носиме во нашата глава, а дедо Господ ни го дал мозокот и како тој функционира и како ние управуваме. Тука е до образованието или? Молам? Дали е до образованието или работата на себе, веројатно? Формалното образование, самиот збор формално се кажува дека некаде имаме некоја форма, меѓутоа секако тука се многу фактори во позадина кои имаат влијание, пред се верувањата. Основата е верувањето и јас често пати на моите предавања знам да направам една метафора и да кажам дека замислете си едно дрво. На дрвото плодно дрво, кое што има плодови. Што се плодовите? Тоа е нашата самодоверба, тоа се нашите резултати, нашата комуникација. Меѓутоа, ако ние не сме задоволни од плодовите, што треба да направиме? Да превземеме нешто? Сигурно не да го исечеме дрвото. Дефинитивно да поработиме што всушност се наоѓа во коренот на дрвото. Дали тоа дрво е здраво, ако не сме задоволни од плодот? Коренот се верувањата. Што е онаа што ние веруваме за себе? Што она што ние веруваме воопшто генерално, за многу работи, за многу теми во животот. Кога сме кај верувањата, често пати во вашите писања, бидејќи јас сум еден од вашите следбеници, ве следат многу луѓе на социјалните медиуми, велите дека животот не го создаваат нашите околности, туку го создаваат нашите верувања. Кои се тие ограничувачки, а кои се поддржувачки верувања и колку тие влијаат врз сите наши идни избори, одлуки и се она што правиме? Еден мал вовед, верувањата е неколку пати повторена една мисла. Ние доаѓаме на овој свет без ограничувачки верувања. Еве, пак ќе се навратам на некој пример за да бидам појасна за гледачите. Мало дете, кога ќе му кажеме ние дека нешто не може, тоа не се откажува. Да. Тоа безброј пати ќе направи нешто, дури не стигне до тоа што го посакува. Затоа што никој не го ограничил. Затоа што она не знае дека не може. Ама ние во текот на животот првим верувањата ги повлекуваме од нашите родители, кои што не воспитуваат. Влегуваме во нивните матрици, во нивните ограничувања. Тие несвесно на некој начин не пренесуваат некои нивни ограничувачки верувања. Дури имам прочитано една статија дека дете на возраст во период од 1 до 3 години некаде околу 400 пати слуша не и ние тоа во подсвеста влегува. Така.
И тие ограничувачки верувања ги добиваме и од некоја авторитативна личност. Некои луѓе кои што ние ги сметаме за авторитет, ги почитуваме. Ги добиваме од некоја емоција која што ни се креирала со нашите врсници кога сме биле или колеги или колешки, како и да е. И си ги прифаќаме како свој, се извинувам. Така. И почнуваме да живееме со нив. И сега, има еден модел на успех, се вика. Почнуваме од верувањето. Ако ние веруваме, ние целиот потенцијал што го имаме или пак го немаме, ако го немаме, ќе најдеме што ни недостасува и ќе бараме вештини, компетенции, знаење, да го вклучиме тој потенцијал. Потоа доаѓа акција, превземаме акција. И четвртата позиција е постигнуваме резултат. Доколку не сме задоволни од резултатот, пак го повторуваме тој циклус. Исто и кога не веруваме. Ако не веруваме и да имаме потенцијал, ние ништо нема да превземеме. Да. Дали ќе превземеме акција? Не. Ќе добиеме ли некаков резултат? Да, ќе добиеме, ама нема да бидеме задоволни. Толку е просто и едноставно. Да, позади вас се повеќе од 1500 часови обуки, тренинзи, предавања, повеќе од 2 децении вие успешно искуство стекнавте во менаџирање, во компании, каде работевте и со групи, работевте и со поединци. Што научивте со целата оваа работа и како дојде идејата да се создаде вашата нова сертифицирана НЛП програма со која што започнувате токму од овој период? Па, јас тргнав некаде сама себе да се едуцирам и ми требаше дополнително знаење за да можам да менаџирам со луѓето со кои што работе во тој период. И некаде носам во себе дека најскапиот ресурс, најважниот ресурс во било која компанија се луѓето. И можете да обезбедите финансиски средства, колку и тоа да изгледа сега малце и апсурдно дека пари нема, меѓутоа финансии ќе обезбедите инфраструктура, ќе купите најсовремени машини. Човечкиот капитал. Ако тука не функционира како што треба, сето ова не може да се стави во активност и во функција на бизнисот. И тргнувајќи од таа поидовна основа, почнав самата себе си, да, формално образование, дипломиран економист, магистар на економски науки, окей, меѓутоа пак чувствував дека нешто недостасува во мојот начин на работење. Тука ја пронајдов методологијата за која што не ни сонував дека јас во тој период и ќе станам, после одреден временски период од 10 години и повеќе, дека ќе станам и тренер, дека ќе креирам и своја лична програма, а дополнително на тоа, како изненадување и голем бенефит за мене и самата сум си горда, се роди авторски модел Вајзер за поставување на цели и реализација на целите. И сега, да се навратам на вашето прашање, генерално гледано, луѓето како луѓе, ние секој еден од нас имаме своји филтри низ кои што ги примаме информациите и како тие филтри ги, како се вели она, ги просејуваат и како секоја една информација различни луѓе различно ја толкуваат, ја перципираат. Како размислува нашиот мозок, начинот на говорењето, кои предикати употребуваме, кои зборови употребуваме. Сето тоа се учи и се изучува за да можеме полесно да комуницираме. Јас се изненадив, истражував, може би грешам, меѓутоа не сум сигурна дека ние имаме некој формален предмет каде што децата ги учиме како да комуницираат. Немаме баш точно таков предмет. За кого се е наменета вашата програма? Пред се за луѓе кои што сакаат да се развиваат, кои што сакаат да бидат подобра личност од денеска што се. Да станат утре. Компании кои колективно сакаат да работат на свесноста, на капацитетите и на вештините на нивните вработења. Такви компании, верувам, ги има многу. Па има, дефинитивно. Сите компании кои што се во Македонија, првенствено на Запад, овој вид на практика е за сите менаџерски позиции неминовно да поминат ваква едукација за да можат подобро да ги водат тимовите. Обуката е толку универзална да може во било која професија да најде своја примена. Дали дури кај нас овде во медиум. Дали станува збор здравство, дали станува збор образование, дали станува генерално, затоа што сите комуницираме на дневна основа, па и приватно
мене лично многу ми помогна во комуникацијата со моите деца. Недоразбирањето во комуникацијата носи до сериозни Да. последици и во семејството, и во една работна атмосфера, каде што многу е важно како комуницираме. Кога започнувате со обуките? Од октомври започнувам со обуките, а веќе во предпродажба и на мојата веб страна можат и да погледнат гледачите. Vice.mk може да се види, ги има обуките објавено. Така да ќе ми биде драго на секој еден кој што сака да работи на себе. Ние често пати знаеме да кажеме не можам да го сменам. Не, ние треба да се смениме, ако ние ќе се смениме, по дефолт се менува околу нас многу работи. Не случајно е онаа флоскула, биди промената која сака да ја види светот. Работите и групни во група, ама работите и еден на еден, така нели? Да, почнав со работа еден на еден, со сесии, исто така и со тимови. Покрај оваа методологија генерирам in-house тренинзи во компаниите, зависно од темата која што сакаат. Првен правам диагностика, затоа што комуникација во една во компанија и во друга компанија не е истиот проблем. И на тој начин им помагам на компаниите да бидат уште поуспешни. Чест ми беше што ја представивме вашата долгогодишна работа, посветеност и труд која допрва ќе почне да се споделува помеѓу сите оние кои сакаат да работат на својот растеж, на својот личен раст и развој, и ќе ве следиме, така да верувам дека и ние многу ќе научиме покрај вас. Ви благодарам за гостувањето. Фала ви вас многу за поканата и посакам се најубаво. Честа беше наша. Беше задоволство да ве слушаме и верувам дека ќе помогнеме на многумина кои што сакаат да го променат животот. Обично се вели животот не се менува тогаш кога чекаме, туку кога ќе одлучиме да го превземеме тој чекор, затоа што малите чекори ги прават големите промени.